Добро утро, Ване, добро утро за вас во студио и за гледачите на Македонија наутро. Пред да продолжам со разговорот, сакам да кажам дека пред малку ние го испивме првото кафе на гладно, меѓутоа се надевам дека нема да ни штети со нашата денешна соговорничка. Инаку како што најави, пазарот на труд доживува значајни промени од работа на далечина до нови флексибилни форми на вработување. Како овие трендови влијаат врз работниците и компаниите и што носи новата генерација, што стапува на сцена, се извинувам. Утрово во Македонија наутро разговараме со Катерина Златановска-Попова. Катерина, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и посебна чест ми е што еве можам на гледачите да им го честитам 1 мај. Така. Катерина, за почеток, како најмногу се промени начинот на работење во последните неколку години и што ја поттикна таа трансформација? Да, мислам дека присудна промена беше короната и моментот кога се затвори целиот свет или се исклучи на извесен период и тоа некако го ресетираше целиот систем, начинот на кој што луѓето одеа, се враќаа на работа, начинот на кој што работеа. Со тоа, мислам дека се случи целосната промена, да се отвори можноста што повеќе да се работи од далечина, да се работи од дома, да се работи флексибилно, значи да не мора сите да бидеме во канцеларија. И тој начин на функционирање практично ја создава сега новиот пристап или новиот тренд во практикувањето на работата. Така. Кои се предностите и предизвиците на работата на далечина и за вработените, но и за самите работодавачи? Да, ова е многу интересно прашање и најчесто клучниот проблем или предизвик што се појавува е продуктивноста. Работодавачите се грижат дали вработените работејќи од далечина се доволно продуктивни, дали работат работата или можеби си пијат кафе или прават некои други активности, па воведуваат некакви начини на проверка, камери, чекирање и така натаму. На сметка на тоа, вработените пак сметаат дека има и своји предности и недостатоци, бидејќи недостасува па социјалниот момент. Кога одиме во канцеларија, кога одиме на работа, работиме во тим, работиме поинтензивно, заедно го имаме социјалниот момент. За волја на вистината, толку многу различни, интересни, нови професии се појавени, да веќе во денешницата станува сосема нормално во одредени индустрии да тимовите бидат флексибилни, мобилни, да бидат интернационални, да имат тим во една земја, друг тим во друга земја, да соработуваат преку онлайн и сето тоа дава поинаква динамика во секојдневната работа. Катерина, гиг економијата станува се поприсутна. Ајде на почеток на нашите гледачи да им објаснеме што всушност е гиг економија и дали таа носи поголема слобода или поголема несигурност за работниците. Да, ти благодарам што го спомена ова, затоа што е навистина многу интересен како феномен. Гиг инаку во превод од англиски значи тезга, буквално, но не во пежоративен контекст, напротив. Всушност се однесува на новиот начин на кој што работодавците сакаат да практикуваат вработување, а тоа се краткорочни професионални договори за различен вид на експерти. Во моментот во мојата компанија имам одреден проект за кој што ми требаат конкретни профили. Јас тие профили ги ангажирам на определен период. Тој период може да биде 1 месец, 3 месеци, 6 месеци, додека да се реализира мојот проект или она што сакам да го реализирам. И после тоа договорот престанува. Значи нашите соработки се случуваат повремено и за одредени конкретни да речеме програми, проекти или ангажмани. Так. Тоа буквално значи гиг економија, што е малку поразлично, извини, во однос на стандардното вработување. Значи краткорочни вработувања за определени ангажмани. Така е. И на овој начин работодавците всушност си овозможуваат да ги имаат најдобрите експерти за тоа што им треба,
во секој момент, а од друга страна штедат ресурси. Така. Некои земји веќе воведуваат 4-дневна работна недела. Дали овој модел е одржлив и применлив во Македонија? Ова е многу интересно прашање. Мислам дека допрва ќе треба да стане наша реалност. Најновото нешто што го слушнав е дека веќе има 1 до 2 компании кои што го експериментираат или се обидуваат да го спроведат. Сметам дека неизбежно ќе стане секојдневие. Од една причина затоа што се повеќе работниците или луѓето кои се на пазарот на трудот сакаат балансиран живот, значи не само работа. И од друга страна, бидејќи населението на старее и ќе биде се потешко да се најдат работници. Така. И за крај на нашиот разговор, генерацијата Z веќе влегува на пазарот на труд, што ја издвојува и како компаниите треба да се прилагодат на нејзините очекувања. Да, ова всушност е огромен предизвик. Предизвик и за бизнисите, и за собствениците на бизниси, и за работодавачите. Во секоја индустрија е засегната. Би издвоила само неколку клучни работи за генерацијата Z, како еден вид на совет. Клучно и важно им е да бидат препознаени нивните индивидуални квалитети, не сакаат да бидат ставени во куп, да речеме. Сакаат да имаат флексибилност, но и можност да придонесуваат. Многу им е важно да знаат за која поголема цел го работат тоа што го работат и сакаат да дадат свој личен печат во тоа што го работат. Апсолутно се целосно дигитални, не смеме тоа да го заборавиме. Тоа пак носи некои своји бенефити и предности, но од друга страна имаат потреба на градење на емоционалната интелигенција и социјалната интелигенција, бидејќи тоа е делот на кој што навистина треба да се посветат. И она што е најважно, се прилично фокусирани на себе, на благосостојбата и на нивните потреби. Тоа од некоја страна работодавачите го препознаваат како непосветеност и нелојалност, но морам да кажам дека генерацијата Z е таа која што ги поместува границите и наметнува поинаков стандард во работењето, дека вредноста, моите вредности, грижата за моето здравје, грижата за мојата благосостојба мора да биде на прво место. Катерина, ви благодарам што ова утро и овој неработен празничен ден бевте дел од утринската програма на Јавниот сервис. Посебно задоволство ми е и уште еднаш ви честитам празник. Ви благодарам. Утрово во Македонија наутро разговаравме со Катерина Златановска Попова, советник за кариерен развој и тренер за меки вештини. Наша тема беше значајните промени од работа на далечина, понатаму зборувавме за генерацијата Z и нејзиното вклучување на пазарот на трудот, како и за гиг економијата.